Лозаро воштарите чекаат само да се подстопли времето и да започнат со кроење во пресрет на новата сезона. Нивната мотивираност за извршување на агротехничките мерки е зголемена поради тоа што лани лозијата и овошките имаа одличен род, а и цените кои беа постигнати во прометот главно беа задоволителни. Иако одреден број сопственици на поголеми плантажи со кроењето започнаа уште пред студениот бран, сепак искусните лозаро-овоштари велат дека сега е вистинско време да се изврши оваа значајна операција, која е предуслов за богат род. Па било е, у 10 години, една година до две дојде снег, хладно, дош, лани беше дош, колку се сеќавате. Да. Ова година снег, но сепак снегот е берикет, не треба да биде страшно, само да не паднат премногу температурите. Лозарите истакнуваат дека се позадоволни од цените на грозието на слободниот пазар, бидејќи во Кочанско-виничкиот регион најголеми количини од орезопроизводството се продава на приватни лица, кои вино и ракија произведуваат во домашни услови и за домашни потреби. Да, јас приватно го продавам и правам вино и ракија. Задоволен сум јас. Тука у нашиот дел значи има поборудачко за грозје и виното исто добро се троше и така сум задоволен од. Сепак и покрај речиси идеалните услови, особено за развој на лозарството на подножието и на соговието и на плачковица, засега бавно се шират површините под лозија. Една од причините за тоа е немањето стратегија во оваа земјоделска гранка, но и слабиот интерес на младите кои не гледаат никаква перспектива да се занимаваат со земјоделство.